Прво и основно нема врска со репликата на Авирович. Да, па мора да кажем, затоа што прашуваше има ли некој гостиварчанец. Предпоставувам, знаеш дека сум од гостивар и затоа, ете, нека биде и како одговор. Не во својство на пратеник ти одговарам, пошто не ме признаваш за председател. Прво и основно, и како бивш министер за надворешни работи, кој што си ја представувал државата во меѓународни институции. Никако министер колега во влада во која што си го споделувал тоа што си го споделувал со Невзат Бејта. Никако пратеник, председател на Комисија за надворешна политика. Не ви доликува од оваа говорница да ја злоупотребите и да кажувате инсинуации, невистини и непотврдени. Прво и основно, Собранието на Република Македонија нема истражни надлежности, а по најмалку пратеникот. Почитуван колега Антонио Милошовски, ако си толку уверен дека е тоа така како што збориш, изволте излези од салата и оди тамо кај што може да даваш шанса на тие што не се овде, што не можат да ти одговорат, да можете да влезете во соодветен истражен и доказен моментум, односно процедура. И второ, за поставката изборувам Антонио Милошовски. И таа улица и тој пат што го потенцираш, ниту го направил за во Форино кај што живеам јас, ниту го направил за во Дув кај што живеел самиот Невзат Бејта, него тој пат е направен за село Тумчевиште, кое што впрочем 100% се граѓани македонци, наши комшии со кои што делиме тамо и доброто и лошото како граѓани кои што живееме, него очигледно. Ти очигледно е, иако си од Кичево, очигледно не си го доживеел фактот да соживуваш, да се дружиш, да работиш, освен во политика со албанците. Но, тие македонци во Тумчевиште, до вчера матичната служба им беше во Форино и во Чегран. Ги обслужуваа административци, албанци. Прашајте ги тие стари луѓе тамо и нивните потомци. Со кого комуницираат, делат, со кога ги гасаа пожарите и во Волковија, и во Чегране, и на патот Чегране-Тумчевиште. Но, има со тоа што го зборувате на говорница и да ви укажувам дека не смеете да ја злоупотребите говорницата. Имавте реплика на предлог закон на Авирович, а немавте право да бидете судија овде и да осудувате онако како што сте навиклени да осудувате. Јас настојам да се воздржам од ваква реакција, но ме повикавте како граѓанин од Гостивар и затоа ви одговарам. Вие продолжите така да се однесувате кон албанците и продлабочите го тој јас. Повелете, продлабочите го. Тоа е ваш избор, никој нема да ви се меша во тоа. Но, ве упатувам да земете да си го читате предговорот на последната книга на Стојан Андов, каде ви кажува и ви укажува за улогата на албанците во тие 92, 3, 1 и понаваму по однос до оформувањето и приемот на Република Македонија во Обединетите нации. Ќе треба да го читате тоа, а не само паушално од аспект на прерано започната предизборна кампања локална да зборувате се и се што овде. Тоа ви дозволува парламентот. Јас тоа не го исклучувам, но не до безкрај. А ако веќе имате храброст, изволте излезете тамо, па упатите му на Невзат Бејта тоа што му го упатувате од овде од говорница. Затоа што ако тоа го направиле, со Невзат Бејта го направивте вие, ако веќе мислиш дека е направено.
Сте имали советничка група таму. Впрочем, колешката ви е тука. Може да ви објасни малце повише од тоа и ќе ви биде кандидатка за градоначалник. Да, ќе ви биде кандидатка за градоначалник во Гостивар. Ве слушам 20 дена, ве слушам, тука сум. И како мислите рамнодушно да биде човекот да седи овде и само да ве слуша? Се и се што? Инсинуации, па немате право на тоа да го кажувате. Ме прозва, има ли кој од Гостивар? Ме прозва и ти кажувам, јас сум од Гостивар. Ме прозва, така, конкретно ме прозва, има ли човек од Гостивар овде да каже? Еве, јас сум од Гостивар и ви кажувам, плюс албанец, пошто бараше специфицирано албанец дали има од Гостивар.